Во Драмски театар ја најдовме режисерката Нела Витошевиќ, која ја подготвува представата Мојот маж според текст на Румена Божаровска. Големи се очекувањата, високи се очекувањата. Што можете да кажете во пресред или после првата изведба, ве премирате во сабота? Што би кажале за представата, што таа донесува ново во смисла на театарскиот израз и бидејќи од некои претходни ваши изјави гледаме дека можно е овде да се крие еден нов театарски израз кој што во Македонија не бил толку застапен. И што е тоа што ново ќе донесе? Па гледате, самото тоа што се поставуваат расказите на Румена Божаровска, мислам дека е од огромно значење. Јас чувствувам голема свечаност заради тоа, бидејќи Румена е наш автор кој што е апсолутно признат во сите бивши ју простори. Еве сега гледаме дека и во Европа почнуваат да ја преведуваат. Значи, незиниот стил на пишување за мене прилично едноставен и брутален, меѓутоа тоа што мене ме фасцинира и ме фасцинираше кога првпат ги читав незините раскази е на кој начин таа ги отвара проблемите на македонскиот конзервативизам и на кој начин зборува за стигмите и за стереотипите кои што го обележуваат нашето општество. Сега во однос на тоа, ние се обидовме да направиме некаков диалог, на наш диалог со расказите на Румена Божаровска и да пробаме да ги срушиме тие некои табуа, стигми за кои што во нашето општество се уште е страшно да се зборува. Така да за мене е тоа, да речеме, една од работите што го обележа овој процес. Втора работа е што влеговме многу длабоко лично како екипа, со некакви лични приказни и сметавме дека преку отварање на тие лични приказни, публиката многу полесно ќе се соживее со самата тема и многу полесно ќе биде и на неа да доживее некаква катарза во однос на некакви стеги што ги чувствуваме, а произлегуваат од некаков вредносен систем, од некакви, како да кажам, религиски стеги и така. Се чини дека товарот, освен што е ваш, е и на актерите, бидејќи тие се изложени на сцената и тие всушност ги кажуваат некои свои лични искуства. Како дојдовте до тоа? Па, видите, процесот беше многу интересен. Ова е многу специфичен процес за кој што јас се спремав на вистина долго време. Не само што ги отворив на еден суптилен начин расказиве на Румена, туку и, да кажеме, на некој психолошки начин пробав да отворам некои мемориски кесички, да кажеме, кај глумциве. И од тоа пробав да направам еден колективен архив на мемории, кои што мемории се надевам дека и нив им помогнаа во процесот да се спознаат себе си, а се надевам дека и на публиката ќе помогнат да на некој начин да и самата спознае кај себе си некои работи и да и биде потоа полесно да ги изговори и да се соочи со нив. Дали е ова ангажирана представа? Па не знам, зависи како ќе дефинираме ангажирана представа, али да, ова е секако представа која што води некаква дебата меѓутоа на некој, како да кажам, не памфлетски начин, туку на некој суптилен, личен начин, апсолутно води, отвара прашања за проблемите во општеството и тоа длабоко ги отвара. Ми се чини затоа што кога се трга од личното, според мене, мислам дека отварањето на проблемите секогаш станува многу значајно, позначајно, отколку кога е изговорено само како некаков си памфлет, извикано како некој памфлет. Интересно е што преку овие релативно, да речеме, интимни приказни, кои што се разбира се одраз на општеството во кое живееме, и Румена, но чина ми вие во оваа представа проговорувате за тие жестоко болни прашања на нашето општество.
Па да, зборуваме за тие горливи прашања на општеството, притискаме некои копчиња кај себе што не сме ги притиснале до сега. Ми верувам дека целото тоа ќе има некаков катарзичен призвук. Јас не знам, представата трае 2,5 сата. Тоа го кажав дека да имав уште еден месец ќе ја направев и 3 сата да трае, бидејќи е како некаков процес кој што имам потреба уште да трае понатака, кој што не сакам да застане, бидејќи и општествените процеси се нешто што не стои, нешто за кое што треба постојано да се дебатира, да се отвараат некои прашања, други да се затвараат и така натака. И сега не знам, за мене како режисер исто така е интересно да видам во кој правец ќе се развива целава оваа работа. Дали е тоа нешто ново или не, ќе видиме, самата публика ќе каже. За мене, секако за екипава за театарот, верувам дека е нешто поспецифично, поуникатно. И можам да кажам лично дека навистина долго време посветив да направам еден, да речеме, план поширок, за да можам да го изведам овој процес и да го ставам во таква на крај, да речам, суптилна рамка. И на крај само ќе ве прашам уште за соработката со Румена Божаровска. Таа беше гостин во утрински брифинг, при што кажа дека не сте се договориле да заедно соработувате, тоа го кажавте и вие. Зошто беше тоа така? Па сега, ние сме, да речеме, многу слични во однос на многу прашања, делиме исти ставови, се разбира, затоа и работиме. Меѓутоа, и двете сме, како да кажам, многу своеглави, со многу, да кажеме, издефиниран вкус и принцип за нашата работа. И помисливме дека може би дошле до некаков судир доколку заедно тргнеме да ја правиме драматизацијата. Затоа се договоривме да тоа го направам јас, заедно со Викторија Рангелова, а да со неа нормално соработувам во текот на целиот процес, доколку имам прашања, да ги поставам прашањата, да разговараме за ликовите, за односите, за стилот и така натака. И мислам дека тоа беше добра одлука од страна на двете. Сега мора да е навистина интересно кога писателот на текстот, вие сте поставувале нели различни текстови од странски и од наши писатели, и многу мора да е интересно кога можете по телефон да се јавите и да кажете слушај за овој ликот што мислеше со тоа. Не само што е многу интересно, него е и многу леснителна околност. Затоа што ретко се случува, немате таква привилегија да можете да го прашате авторот што тој размислувал кога пишувал конкретен лик, или од каде му е инспирацијата за приказната, или дали ова се однесува на македонско милје или се однесува на, не знам, доаѓа инспирацијата од некој друг контекст, па е ставена во овој контекст тука. Така да тоа беше за мене интересно и стварно имав доста прашања да ја поставам на Румена и со радост ги слушав одговорите и се што, да речеме, кажа, мислам дека го спроведов внатре во представата.